Сојузот на синдикати на Македонија и владата денес ги продолжија преговорите за покачување на платите во јавниот сектор. По средбата, председателот Слободан Трендафилов ги изнесе од нив предложениот став според кој би се покачил платите. Предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија во голема мера и предлозите на останатите синдикати беа во насока на тоа да се утврди на кој начин ќе пораснат платите. Зборуваме од септември, ако се случи тоа, во септември сите вработени во државата да знаат за колкав процент ќе им порасне платата. Не да растат линеарно, што беше според нас решение минатата година, за останатите синдикати не, и на таков начин ќе мора платите да растат во наредниот период, се дека од него добиеме она кое го кажуваат представниците на владата системско решение, просечна плата по коефициент на сложеност и на таков начин еднаш за секогаш, како синдикалци да елиминираме можноста функционерите да влијаат во поглед на усогласување на платите на вработените и зголемување на платите на вработените во јавниот сектор. Колку според овој предлог би биле зголемувањата на платите? Нашето барање е 14,2%, колку што е инфлацијата, да се зголемат платите на сите вработени во јавниот сектор, да не заборавиме до крајот на годината, значи да се исплати регрес за годишен одмор во целиот јавен сектор, да исправиме огромна неправда во поглед на правото на регрес за годишен одмор кој вработените во приватниот сектор го уживаат, а вработените во јавниот сектор во поголем обем не го уживаат како такво, и на тој начин сметаме дека доколку и до крајот на годината се исплати регрес за годишен одмор ќе биде добра компензација за тоа што вработените го изгубија преку нивните плати во поглед на инфлацијата и во поглед на порастот на трошоците за живот. Дали по денешната средба може да се констатира дека синдикатот и владата се блиску до решение за платите? Да, блиску сме, меѓутоа со соодветни разлики во толкување на проблемот, што еве, јас ќе кажам, ако во името на сон како ова ние до септември не го договориме, тогаш наистина многу сериозни проблеми ќе се создадат во однос на согласување на платите за тој процентот на пораст на минимална плата, односно на инфлацијата. Нова средба помеѓу представниците на синдикатот и владата е предвидена за во среда.